Како да ја решите задачата од делот за бази на податоци? Ајде да видиме прво што бара задачата. Еве кај интерен испит на научи информатика имаме овде бази на податоци, пример задача. Задачата гласи: креирај база на податоци со две табели, поврзи ги, изработи прашалник и извештај. Креирање табели. Овој дел носи 4 бода. За да креираме табели, ни треба програма за работа со бази на податоци. Ќе ја користиме LibreOffice, од причина што е LibreOffice бесплатна програма и можете да ја спуштите дома за да вежбате. Од LibreOffice ни треба Base. Create a new, значи Base Database е програмата што ни треба за да решиме задачата. Create a new database. Next. Овде Finish. И сега тука New Database нека се вика ученици или училиште, ајде. Вака, училиште. Десктоп. И сега најдобро вие кога работите за интерен испит да ги зачувувате директно во папката во која што ќе треба да ви се сите програми. Ќе ви покажам следно. Ајде сега ќе ја креираме вака. Еве на десктоп ќе ја креирам базата училиште. Save. И ми се отвори програмата. И сега овде треба да креирам две табели. Креирај табела ученици со полиња ученик _ID, име, презиме. Create table in design view. Овде имаме име на полето, ми е ученик, долна цртичка, ID, тип, бидејќи треба да е примарен клуч, ќе одберам да е број, еве интеџер нека е. После имам име, името е текст, овде го ставаме типот на променливата, односно какви вредности ќе прима. Кај име треба да го внесиме името, значи внесуваме некаков текст и затоа типот на полето е текст. Кај ученик ID ќе внесиме броеви за идентификација и затоа одбравме да е интеџер. Име и презиме, презиме исто така е текст. Уште кај ученик ID на десен клик на сивото квадратче имаме опција Primary Key. Бирам, поставувам примарен клуч на ова поле. И со ова ја завршив првата табела, ја снимам под име, да видиме под кое име треба да е снимена. Мислам ученик. Ајде да видам. Ученици нека е. Ако треба ќе ја преименуваме. И го затворам овој дел. Се враќам во базата на податоци, да видам само дали требаше да се вика ученици. Да, табела ученици. Втората табела треба да е табела оценки, кај што имам идентификациско поле оценка долна цртичка ID, тоа е примарен клуч, предмет, име на предметот, оценка и ученик ID, тоа е foreign key, клуч со кој што ќе ја поврзам оваа табела со претходната. Ајде да го направиме ова. Се враќам во LibreOffice и ја креирам табелата оценки, кај што имам поле оценка долна цртичка ID, треба да е примарен клуч и затоа поставувам овде интеџер. Понатаму имам предмет. Предметот е име на предметот и затоа типот на полето е текст. Оценка. Кај нас оценките се броеви од 1 до 5 и затоа го менувам ова. Исто ќе го направам интеџер. И уште ми треба foreign key. Ученик цртичка ID. Исто треба да е интеџер како што е ваквото поле во првата табела. Кај оценка ID на десен клуч, на десен клик поставувам примарен клуч. И ја снимам табелата
под име оценки. Океј. Затворам. И еве долу во овај дел гледате дека имам креирано две табели, оценки и ученици. Со овај првиот дел го завршивме. Ова, креирај табели, тоа е завршено. Сега имаме поврзување на табелите. Овој дел носи 2 бода. Треба да ги поврзам табелите преку полето ученик ID. И знаете дека еден ученик учи повеќе предмети и може да има оценки по различни предмети и затоа ова релација 1:n. Значи, еден ученик, n предмети. Како да го направиме ова? Одиме кај Tools, горе, имаме Relationships. Одиме во Tools, Relationships и тука ги додаваме двете табели. Ја додаваме оценки и ја додаваме ученици. Ова го затвораме. Дури позгодно е да ги разместам вака. Ми треба ученик ID и сега само влечам од ученик ID кај ученици до ученик ID кај оценки. Ми се постави, гледате, овде 1, овде n. Ми се постави релација 1:n. Ја снимам оваа релација и затворам. Значи, сега го завршив и вториот дел. Поврзување на табелите, еве ги поврзавме. Внес на податоци, 1 бод, треба да внесам 3 ученици и 5 оценки, за да го добиеме овај поен. Кликам 2 пати на табелата ученици и внатре сега внесувам реден број 1, име, например, нека е Никола, презиме, нека е Танески, под 2, еве Анела, нека е овде Мишоска, под 3, Анита Колоска. Вака, 3 ученици требаше да внесам, снимам. Значи, можете колку сакате овде да внесите ученици. Сега треба да внесам оценки. Оценка, реден број на записот, 1, предмет, информатика, оценка, 5, добил вториот ученик, например. Подреден број 2, еве математика, 4, исто добил вториот ученик. Реден број 3 на записот, хемија, 3, добил првиот ученик. Реден број 4, биологија, 5, добил третиот ученик. Петтиот запис, еве нека е пак информатика. Оценка 4, добил првиот ученик. Еве 5 записи за оценки и снимаме. Добро, yes, пак. Го завршивме и овој дел. Внесовме податоци. Сега треба да креираме прашалник или query. Носи 2 бода овој дел. Креирај прашалник што ги прикажува името, презимето, предметот и оценката. Бидејќи поставивме релација, сега ова можеме да го направиме. Кликаме на Queries, Create Query, in Design View. Ги ставаме овие две табели, ги додаваме, Add ученици, Add оценки, гледаме тие ни се поврзани веќе. И кај полиња треба да одберам она што се бара во задачата. Име, презиме, предмет и оценка. Овде ставам, момент само, бирам
име од ученици, ученици.име, презиме, ученици.презиме, предмет, оценки.предмет и бирам оценки.оценка. Еве вака. Може да додадам овде дополнителни функции, ама кај нас не се бар ова едноставна задача и затоа ќе оставиме така. Го снимаме овај прашалник, query. Треба да ставиме име на прашалникот. Ќе напишеме нека се оценки. Вака. Океј. Ја завршивме овој дел го завршивме од задачата и ни останува уште извештај базиран на прашалникот. Се враќаме во LibreOffice, имаме Reports дел. За ова ќе искористиме волшебник. Use Wizard to create report. Поедноставно вие. Query, еве овде внимавате да не се одбрани табелите, туку да е одбран прашалникот, затоа што врз основа на прашалникот треба да креирате извештај. Query оценки е одбран, ги префрламе сите полиња во извештајот, одиме следно, овде можеме да одбериме поинаку да се назначени, ама добро си е ови ознаките на колоните, име, презиме, предмет и оценка, ќе ги оставиме исто, одиме следно, групирање, па можеме предмет да го ставиме овде и оценка, да ги групираме вака име, презиме, предмет, оценка. Следно, можеме да ги сортираме, еве нека се растечки според име. Не дава овдека опција. Добро, небитно. Одиме следно. Можете да одберите изглед некаков. Ќе го оставам првото. Не е важно, не е дадено ништо посебно во задачата и затоа решете ја на едноставно што може. Finish. Еве го извештајот. Име и презиме, само подобро ќе беше да ги групиравме според име, вака сега ги групирав според предмет. Не битно, се направи извештај за ова задача. Можам и поинаку да го направам извештајот. Ајде, ќе се вратам назад. Ова извештај ќе го избришам. И ќе креирам нов извештај. Пак ми е query оценки, сите ги префрлам, сите треба да бидат полиња во извештајот. Label се во ред. Групирање, нека се еве по име и презиме сега. Или да оставам воопшто, нека не се групирани, можда е најдобро така. Овде можам сега да ги сортирам, например, според презимето, растечки, тоа е по азбучен ред АБВ. Опаѓачки би било од Ш до А. Нека се сортирани според презимето. И го оставам. Да видам што има друго. Име, презиме. Ајде ова нека е. Finish. Еве сега извештајот попрегледно изгледа отколку претходниот пат. Со ова ја завршивме вежбата. Може да го затвориме извештајот. Вака. И имаме се што требаше. Еве ги табелите, еве го прашалникот и еве ги оценките. Ако сакаме формите да ги искористиме, не се бара во задачата, ама може преку форма да внесувате во табелата податоци. Например овде, create form in design, use wizard to create form. Сакам формата да ми биде за табелата ученици.
Сите полиња ќе ги префрлам десно. И одам овде next. Не ми треба подформа, немам. Може да си одберам како сакам да изгледа, например вака сакам. Next. Можете да одберете боја каква сакате. Не ни е нас битно. Next. И нека се вика ученици. Finish. Еве, ми се појави Никола Танески во формата ученикот. Еве запис 1 од 3. За да одам на следниот запис, на оваа стрелка овде кликам. Еве го вториот запис. Еве го третиот запис. Одам понатаму, сега немам запис, можам да внесам четврти ученик, пример, нека е Тодор Стојановски. Штом притиснам на следно, ученикот веќе е зачуван. Ако ја затворам формата и ако се вратам во табелите, сега ако отворам табелата ученици, погрешка кликнав за копирање. Ако ја отворам, еве гледате и последниот ученик е додаден. Формата и табелата се поврзани. Значи може преку форма да ги додавате, а може и директно во табелата како што ви покажав претходно. Ова погрешка го ставив, ќе го избришам delete на тастатурата и го бришам ученици 2. Ете, тоа е задачата за бази на податоци.